Значи, што се однесува до веродостојноста на разговорите, за тоа кажав дека во судска постапка тоа ќе треба да се утврди и тоа не би сакал да го коментирам. Меѓутоа, би го коментирал неговиот обид, обидот на Зоран Заев да представи слика пред граѓаните дека ние гласовите, 500.000 гласови кои што, речиси 500.000 гласови кои што ги добивме на последните избори, отприлика толку и на преходните избори во 2013, во 2011 и така натаму, дека тие гласови се добиени со сила, со закани, со присила и така натаму. Прва работа ќе кажам дека, бидејќи овде стануваше збор за изборите во 11-та и колку што разбрав и во 9-та, односно во 13-та, во 2011 и 2013, првата работа што би ја кажав е дека тие избори беа верификувани како коректни избори, како ефикасни избори од страна на сите меѓународни организации кои што ги следеа изборите. Втора работа е што и самото СДСМ и нивното раководство јавно признаа дека изборите беа фер и коректни во тој период. Но она што е најважно и она што е за нас најбитно е пораката до гласачите, до сите оние што гласаа за ВМРО-ДПМН. Тие самите најдобро знаат дали некој со сила ги натерало да гласаат за ВМРО-ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија, или пак гласаат заради тоа што ВМРО-ДПМН спроведува политики и прави дела кои што тие ги прифаќаат и кои што веруваат дека се исправни и приоритетни. Јас сум убеден во второто. Јас знам дека тие луѓе, тие речиси 500.000 луѓе гласаат заради делата, гласаат заради отворените нови работни места, 120.000 нови работни места отворени во овие години. Гласаат заради фабриките кои што ги носиме во Македонија. Немаше донесена фабрика во Македонија со децении и отворена нова фабрика. Гласаат заради субвенциите што ги добиваат земјоделците. Гласаат заради многуте инвестиции во локални патишта, во регионални патишта, во автопатишта. Гласаат заради инвестициите во реконструкции на многу болници во Македонија, набавка на многу опрема низ целата држава во делот на болниците и клиниките. Гласаат заради многу проекти што ги направивме и во земјоделието, и во здравството, и во образованието, стотици реконструирани училишта, стотици и илјадници исполнети ветувања што сме ги дали во програмата. Еве, јавно упатувам до секој гласач што гласал за нас, самиот да се запраша. Зашто гласал за нас? Гласал заради некаков притисок што сме му го направиле, некој поединец од партијата, или гласал затоа што верувал во опцијата, која што тоа што му го ветила, како никогаш до сега, го исполнила.